Верувам бевме забавни, интересни и пред рекламите, така ќе остане во овој дел од денот, ќе го задржиме или украдеме вашето внимание во целост. А ние решивме, бидејќи е предновогодишно, трпезата ни е празна, да завиткаме по некоја сарма утрински. Се шегувам. Нема да го правиме тоа да виткаме сарми. Бобан, те молам повели на мојата коса да направиме нешто интересно, различно, да направиме новогодишна фризура. Може? Ајде, може. Ги кажуваме класично сарми, но верувам дека не се тоа сарми. Како се викаат еве овие кадри? Ја сакам да прашам пред да ги правиме сармите, дали сакаме посни сарми или мрсни сарми? Јас сакам убави сарми, како ти се допаѓа. Јас сакам да прикажам на гледачите дека од една фризура како што е боб фризура можеме да направиме повеќе варијанти за луѓето да имаат некоја креација, инспирација како тоа да биде или пред новогодишната прослава или за новогодишниот ден. Значи дека една боб фризура која што изгледа најнормално, да кажам едноставно, природно, дека може да ја направиме во малце по-фестив лук, односно малце да го прекршиме тој дел. Ми се допаѓа фестив лук или свечен изглед, да зборуваме македонски. Да. Добро, што најчесто ти бараат еве во овој период од годината во фризерница кога ќе пристигне некоја дама, се спрема за предновогодишна корпоративна забава со колегите, сака да се гушне со сите за да прослави. Така, па најчесто искрено морам да кажам дека сега има еден термин кој што се вика old money естетика. Како? Old money естетика. Значи тоа можам во превод да кажам за гледачите кои што можеби не знаат што е old money. Old money е волуменозна фризура, значи од сите страни волумен, се што може од косата да се извади најголемиот волумен, значи како blowout, како фенирано, кое што да. Јас во 6:45 се обидов да го извадам тоа од мојата фризура. Јавно ќе се ги поздравам Кристина од Шарми Октај, кои само тие ги ставаат рацете во мојата фризура, но предходниот ден, никогаш во истиот ден, затоа што никој не е буден во 6:45. Морам да кажам, ќе треба да готова. Значи во 5 треба да стане. еден типс кој што за гледачите пред се мислам дека ќе биде многу доста интересен и пред се ќе им се најде во иднина, а тоа е дека ако сакаат лукните да бидат на самата коса да бидат незаклучени, значи ние ги викаме доколку лукната е свртена и не е малце подисправен врвот, значи позаклучени се лукните, така да можат во секој случај пред да ја виткаат косата само да го исправат малце. Сега јас тука работам со пегла и ќе го добијат по тој неутрален и нежен изглед на локни, односно таласи. Така да, секогаш, доколку сакате да не е толку по-локнесто или по-свиткано, можете секогаш сарместо, да може секогаш да го исправите врвот на самата коса. Бобан, колку може да изгори косата, пеглањето често или виткањето на косата? Секако дека може да изгори, затоа што сепак работиме со термичко оштетување на косата. Меѓутоа, јас секогаш ги советувам клиентите... Гледаш сега мојата коса гори. Па гледаме дека гори, затоа и прашувам. Ова што се случува моментално се вади самата пареа, секое влакно има своја влажност, така да пеглата помага да се извади влажноста до максимум и влакното да остане субо како би ја запамтило својата форма. Обликот. Но постојат и многу препарати со кои што може да заштитиме косата, пред да започнеме да ги правиме овие лукни, да ставиме препарат. Откако постојано сакаме, еве ние барам на медиумите сме постојано изложени да правиме фризури што се вели и да изгледаме убаво, па колку негата е битна? Негата е многу битна, според мене е најбитното нешто кое што може да го правиме. Морам исто така да потенцирам дека многу од клиентите сакаат плава коса, меѓутоа они забораваат дека плавата коса е исто како чување на бебе дома, дека истата таа нега која што ја даваш на детето, мораш да ја дадеш на косата и мораш да бидеш константна во истото како би ја имала истата форма. Негата на коса помага во тоа да влакното ја има истата структура на влакно до третманот кога ќе го правите, дали тоа е хемиски нијансирање или било што, влакното да остане во иста форма. Меѓутоа, термичката заштита секогаш мора да биде со хит протектор или термичка заштита за коса. Најубаво е според мене да биде истата во форма на спреј, затоа што
микрочестичките кои што се наоѓаат во формата на спреј, никогаш не можете да го имате во форма на крема и најчесто се става само парцијално на еден дел од косата. И тоа не е добро, меѓутоа мора да биде рамномерно на цела коса. Удобноста на Бобан да вака ужива во работењето и да говори е можеби тајната дека од мали нозе бил делот Звон. Сите пораснавме со Звон на македонската радиотелевизија, па Бобан сподели ни на твоето растање пред и зад камерите во македонската радиотелевизија, каде што верувам дека се ова што изгледа вака природно да зборуваш, да ја работиш својата професија од удобноста на оваа позиција на најдобриот медиум во етерот на Канал 5 е само последица на твојата позадина искуство. Така, да, моето прво искуство, искрено морам да признаам дека ја имав таа среќа да бидам дел од македонска телевизија и моето прво искуство беше на емисијата Звон. Исто така имаше една емисија која што се викаше Конечно викенд. Пред се работевме за викенди затоа што Конечно викенд, денес петок. Мојот ми беше дека ја имав таа среќа, да морам да признам, да се најдам во таков простор со таков тип на луѓе и тоа ми донесе многу опуштеност во работата. Пред камери, значи немам некаков проблем. Меѓутоа исто така морам да признам дека ни беше доста забавно затоа што емисијата пред се беше од забавен карактер и ние некако ја имавме таа слобода да правиме што сакаме со фризурите, да креираме нешто што е малце помодерно, по несекојдневно, така да многу сум среќен искрено за тој дел, затоа што самата таа позиција и самото тоа мое наоѓање таму во телевизијата ми донесе многу предности кои што можам да кажам дека сум горд дека немам трема пред камера да разговарам и воопшто да творам пред истото. Така да правиш фризура и да зборуваш во исто време. Да, така да многу сум среќен искрено. Квалитетот од овој медиум ние си го имаме преточено со тоа што делиме едно исто презиме, а ние со Зорка делиме нешто заеднички. Вашиот одговорен и нашиот одговорен или директор на нашата телевизија, па така во овој момент сакам да го поздравам. Оној кој е ваш одговорен, но денеска ве ослободи да ја украсите и разбавите нашата денеска. Апсолутно, да, многу поздрав и до сите всушност колеги, на вистина имаме прекрасен тим. Се ако ќе кажам вака, викаат, како не, да бе, сите се баш прекрасни, ама сериозно се сите прекрасни. За да функционираме како тим, прво треба да се сакаме меѓусебно. Она што морам да ги поздравам, сега ќе кажам. Морам да ги поздравам. Им благодарам што ми дозволија да ветнам малку боја и што секогаш кога ќе имам некоја идеја како ајде правиме сега новогодишна лотарија, ајде кити Мелка, знаеш прво ни идам на баш ти текна сега, ама на крајот гледаат дека не попуштам, па мора да ми се придружат. Така беше и со носењето на Елка, така беше и со лотаријата. Следната година ќе ги терам Secret Santa, но таен Дедо Мраз да правиме, да. Браво. Морам малку да ги разврдам. Им благодарам што се прво толерантни. Второ, им благодарам што се баш такви какви што се. А трето, да, морам да го поздравам и одговорниот Зоран Мирчевски, кој што прво многу често знае да ми гостува во емисија и тоа многу ме радува. Интересно. Има невидено знаење за македонската музика. Така што не ретко знае да го сподели со слушателите, а второ што вака кога ќе го замолам, имам гостување, те молам денес, ако може да скокнеме. Мислам дека имал најголемо разбирање за медиумот каде што гостуваш. Да. Па со оглед на тоа што и прв пат доаѓам во Канал 5, навистина ми беше задоволство и ќе го поздравам јавно, благодарам што е секогаш тука. Прв, но не и последа. Верувам дека ќе имаме многу што да раскажеме, докаде сме со фризурата која што изгледа магично. Колку ни требаше? Па речи се 10 минути. Малку бисерче. Времето е релативно. Бобан, успеа благодарам. вака да ги Еден направиш вака аплауз совршени? за Бобан. Како ви се допаѓа мојата фризура, направена во живо за речи се 5 минути. Мене многу повеќе искрено ми се допаѓа него претходната. Та подмлади. Освежи, та подмлади. Ме освежи, ме подмлади. Интересни зборови за интересни зборови. Многу побаво изгледа. Благодарам многу. Многу кратко, многу едноставно, многу лесно изгледаше од твоите раца, но како ова дома да го направиме, за да изгледаме вака, како да сме само што го посетиле фризерот, а тоа толку лесно и едноставно. На кого се стојат овие локневе, доколку треба нашата бисера им природна коса како што е во моментот. Зорица, Викторија, да, на кого се стои ова вака?
Па пред се морам да кажам дека највеќе стои на тој што највеќе го сака. Значи, мислам дека ако немате желба да имате локни, мислам дека и самата таа одбивност према фризурата дека нема да го постигне самиот ефект, меѓутоа како коса може да стои на боб, може да стои на долга коса. Искрено може да се стави на коса која што има степени, така да самото тоа виткање многу е битно каков тип на виткање правите на косата. Значи ако правиме како што кажав претходно со заклучени локни, може тоа да изгледа на многу поинаков начин отколку ова. Сега ова го викаме ние beach wave, нешто како растурени локни. Јас најмногу сакам плажа, така да ти благодарам Така, што да. Морам да кажам дека техниката на ова виткање има еден хинт кој што можеме да го кажеме за гледачите дека секоја страна се витка кон една страна. Значи ако почнуваме со левата страна, следниот веќе секционирање на коса мора да биде кон десната страна и се тоа да биде во различна димензија како би се постигнал тој некој весел изглед на самата фризура. Така. Ти благодарам за веселиот изглед кој денеска целиот ден ќе си го носам, а сега кога сме веќе кај него да ги погледнеме и неговите фотографии и низ фотографија да го раскажеме тој што директно од студиото на Канал 5 ни го направи. Фотографиите од Бобан да ги погледнеме и истите може да ги коментираме. Фотографиите, Бобан слободно можеш да ги коментираш истите што гледаме на екран. Искрено оваа година веќе куќето го имам 2 години, 3 години ќе полни. Многу сум среќен дека го добив тоа што највеќе го сакам. Искрено пред 3 години многу барав куќе кое што ќе ми го погоди мојот карактер и кое ќе се синхронизираме на некој начин со мојот да кажем живот и Што раса не можам да заклучам? Искрено оваа раса во Македонија многу малце има. Мислам дека дали во Скопје или во цела Македонија се само 5 куќиња од оваа раса. Расата е Fox Terrier, е доста активно куќе, доста така Требаше да ни го донесеш. Имавме ваков гостин во студио на одамна. Прашање, куќето те најде тебе или ти го најде куќето? Мислам дека куќето ме најде мене, меѓутоа јас првично многу време го барав куќето, искрено морам да признам. Јас имав желба како мал дека сме растеле со Акстерикс и Обеликс и некако ми беше цел живот желба да имам куќе кое што ќе му летаат ушињата, кое што така некако ќе сака да се вози, ќе сака планини и такви некои ствари. Така да го најдов куќето пред отварањето на тука си сакаме, иначе многу е социјална, многу е дружелюбива, многу сака да се дружи со луѓе, многу сака да патува, сака да се шетаме, сака да се дружиме и онака мислам дека следи вашиот темперамент. Да. Велосипедот ви е редовно превозно средство, што ме радува. Велосипедот ми е мојата љубов. Јас си го кажувам дека ова е моето Ферари, затоа што црвено е сега за секој различно. Многу сакам да возам брзо точак, искрено. Многу така некако ми се допаѓа тоа. Сакам да сум на патека каде што е слободно и сен или самиот тој поглед. А кој ја прави фризурата на Лепотанов, затоа што и ова е уметност? Вивијан ја носам во центар, си имаат грумери, имаат конкретна, се извинувам дека лепотица. Си имаат конкретна техника на кратење на коса. Мислам дека тоа е како со, можам да кажам, како со кубење на некој начин на самото влакно, кое што не го повредува во ниеден случај самото куќе. Меѓутоа има конкретна затоа што самата раса има многу чудно влакно, они го викаат дуално влакно. Едното влакно е помеко, а другото е поостро. И тоа си има техника и патувањето си има техника. Бобан, прекрасна дестинација, каде сме, на која локација? Тука сум во Португалија, мојата нова омилена земја за патување. Да, некако во Португалија. Шпанија било кој дел. Да, супер е. И тука сум исто во Португалија. Некако не знам, овој одмор морам да признам дека имавме проблем 6 дена го немав куферот. Ама тоа не можеше на ваква локација не се ни забележува. Тоа не можеше никако да делува на нашето расположение, затоа што не знам, некако ја ќе видите по фотографиите, ова е исто во Португалија, има толку многу ботанички градини, толку многу самата култура е многу поразлична од нас и морам да признам дека сум првпат изненаден да отидам во држава, затоа што странците мислат за нашата држава дека е многу гостопримлива и се. Јас морам да кажам дека во Португалија многу се чувствува гостопримливо, многу. Ова е кај Дани Димитровска на свадба. Најубавата невеста. Значи, секоја чест за трансформациите кои што ги правиш на Дани. Така, на вистина, особено последниот спот, последниот стајлинг.
Неверојатно. Така, благодарам. Голем поздрав до Дани Димитровска, која е една извонредна дама и една трансформација. Да. Вау. Да. Многу Ти сакам да дозволува, работам. ти верува, така да секоја чест. Да. Со Дани се познавам од многу одамна, така да многу сум благодарен дека имам таа доверба кај неа. Ова е со мајка ми на скијатос, морам да ја поздравам, затоа што оваа година првпат отидовме сами на одмор. Прекрасно. И да, некако си посветивме време еден на друг, многу убаво ни беше на... Спомена дека и таа во времето ја работела истата професија, така да верувам дека сте имале магично патување и доживување. Да, супер беше. Голем поздрав до вашата мајка, сигурно не гледа, како е нејзиното име? Лидија. Се гордеа со вас, верувам, за она што го правите сигурно. денес. Ова е исто на скијатос, никако не знам, островот ни е многу убав, сега поготово со мајка ми кога отидовме и кога и се допадна и на неа, уште толку мислам дека ќе го посетуваме како Јас место. пред 10 години бев во поинакво издание на скијатос, а по 10 години се вратив со придружба на скијатос, така да скијатос е магичен во секоја форма. Многу остров. Ова е исто тука на скијатос, многу сакам, јас сум гурман, многу сакам да експериментирам. Не сум нешто многу јадач искрено на месо и такви некои ствари, значи под гурман не спаѓа дека јадам. Мора да е месо. Да, дека мора да е месо, меѓутоа сакам така да пробувам нови вкусови. Ова се некои слики од театар, многу некако сакам да се посетува таков тип на културни настани, да се култивираш на некој. некој. Повтор на Дани. Ова е Дани од последниот спот. Искрено, ова е од Милано. Италијанките и италијанците, дали те инспирира? Италијанците, искрено, морам да кажам дека во Милано видов доста многу добро облечени и средени луѓе. Прекрасни, на секој агол, дури највозрастните се стилизирани. Така, да. Местото е многу убаво, поготово ако си човек од таа сфера, нели, од модата и од нешто што е поврзано со тоа. Милано е супер град за тоа, така да супер убави луѓе видов. Таму ми се допадна. Морам да кажам дека искрено, ево го пак тука делот со трансформација. Црвена, плава, црна. Сите бои стојат. Да, навистина има лик кој што те се трансформира и кој што можеш да правиш различни. Тука сум со Сања Вучич. Имав огромна чест да ме покани на концертот како гостинка. Беше концерт, мислам дека на Теа, ако не се лажам. Овдека морам да кажам дека ни беше доста забавно, затоа што прв пат во животот пробавме сурфање. Јас не сурфам, јас сум многу плачлив, поготово од вода. Како мал имав еден инцидент во вода и некако тогаш имам траума на истото. Меѓутоа, со другарката каде што бевме во Португалија, одлучивме да ја одбереме Португалија само поради сурфањето, дека сакавме да си ја дадеме таа авантура како дел од нашиот... И да го стравот. Така е, да. Прекрасно. И некако морам да кажам дека беше доста страшно, затоа што тој ден го имавме погодено каде што се вратил некој екс-хурикейн во Португалија, па малце брановите беа помногу... Надминување на страв во буквална смисла на зборот. Да, меѓутоа искуство кое што не се заборава. Следните фотографии. Ти благодарам многу на споделената приватност, на трансформациите и на се она што ни го сподели. Да ги погледнеме следните фотографии од Зорица. Го споменавме радио шоуто кое што го имаш. Вредно е да видиме и фотографии и сите оние кои се зад радиската магија. Така, веројатно првата фотографија која што ја гледам зборува многу повеќе за мојот радиски сопруг, 6 години наназад, но и мојот најдобар пријател. Многу е убаво да работиш со најдобриот пријател. Тик-так, многу одамна се познаваме, 15 на 16 на години се познаваме и во последните 6 имам честа и задоволството. Прво честа за да научам се на кој што тој знае, а потоа и задоволството да буквално пиеме заедно кафе, си го дискутираме утрото и сето тоа им се допадне на слушателите баш онака како што го формирам. И да ги будите македонците радиски. Така е. Следна фотографија. Ова е богатство. Да. Каде сте сликани? Ако не се лажам, не можам да се сетам, ова беше некој комплекс на планина, летно време. Јас не сум некој љубител. Фали еден член.
Зорка? Не беше ни во план, не беше ни размислувано на таа тема. Значи, ова е многу стара фотографија. Гледам дека Мартинче е многу мал тука некаде во градинка, а и Иван е многу мал, сега Иван е прва година средно. Сакаме да избегаме од време на време со семејството малку, да се реконектираме. Секој од нас има многу врски, многу рокови, трчање едно друго, дури и дечкиве, значи ги поддржуваме во идеите и во аспирациите што е на што сакаат да бидат. Морам да кажам дека последно Мартин дојде и ни рече сакам на тапани да чукам. Ние Треба да ги немаме поддржуваме никој на сите тапани. идеи. Го запишавме, да, супер со снаге, така што многу се радам. Ова е една од моите обиди за креација со кутија. Го видов на интернет и сакав да го направам и супер е што споделуваат. Мислам, не само што споделуваат, туку и што учествуваат. И мислам дека имам таква моќ да ги тирам луѓето да учествуваат во разноразни мои идеи чудни. Секако никогаш на нивна штета, ама излезе многу убава фотографија. Многу симпатична. Не знам колку знаеш, работев неколку години работев на Брод баш фотографирав и тоа ми остана како пасија. едно хоби. Немам време да продолжам да го правам, иако фотографирањето и потоа склопувањето во некои интересни моменти ми е се уште. Очекуваме ваква фотографија, но со дамата која ви си има приклучена, која е најбитна. Имаме една фотографија семејна која што правиме пределката секоја година, ја правевме без незе, ја правевме со незе кога беше само на ехо слика. Сега од кога се роди, сега веќе ќе биде Ева. Ова е детето кој што ми го промени светот, зашто со првото дете мислев дека е многу лесно да се одгледуваат деца. Леле, песна, туку беше послушен и сега е послушен, туку е соработлив и се појави Јана во животот и за да ни каже дека стоп, ќе биде по моја. Жените се. Да, после две машки Чудна деца, форма. едно девојче кое што сака да покаже колку е независно од нас, а се уште не е дозволено нити телото, нити знае да зборува и да каже, така што и благодарам што ни дојде во животот малку да ни го размрда. Ева го, ова е фотографија од промоцијата, инспирацијата и авторката. Така ми се вика оваа фотографија. Прекрасно. Да. Жалам што не бев дел од истата, а на одлична локација. Верувам дека било да, магично. одлична беше локацијата и моравме да најдеме многу луѓе кои што, мислам, и голема локација затоа што многу луѓе дојда. Морам да ти споделам нешто. Вака изгледам како човек што нема трема. И се јавив во 9 часот на Иванка и викам, знаеш што ми откажа неколку мајки, ништо не правиме. Никој нема да дојде. И се седнав да плачам. Спуштив се Иванка и плачам, викам, леле, никој нема да дојде. Џабе ја правиме, толку се трудев, толку љубов вложивме во сликовницата, никој нема да дојде. И кога почна да се полни, кога свативме дека треба да отвараме врати дополнителни, зашто нема простор. Ама Мартин знае како. Почнавме да се гушиме, да. Така што им благодарам еве јавно на сите кои што неделата ја споделија и со нас, затоа што недела е семеен ден. Така. И навистина ми е многу значајно што дел од нив решија дека во недела и јас ќе бидам дел од нивното семејство и дојда барем 2 часа да се подружиме и им благодарам што веруваа во она што го направив и што на крај нели си понесоа една убава атмосфера дома со нив. Но Луна и темнината е за семејството и за сите оние кои сакаат да читат. Пребава фотосесија, Зорка. Фала ти, ова е на времето исто како само што се породив, гледаш и таму сум топка и тука сум топка. Секогаш после пораѓањето, односно после раѓањето на некој дете, тогаш ми текнува да се активирам со се и се што и тогаш одам по телевизија и кога ќе ославам никој ве нема никаде да ми се јавите, ама сега сама ќе си дојдам и да не ме викнете. Многу е битно да имаме што да раскажеме. Луна и темнината е четиво кое што треба да го имаат сите во своите раце. Луна и темнината е четиво кое што може да го подарат за предстојниот период. Нека не биде пакетчи и благички. Нека ти кажам, сите пакетчиња што не ги носат, и јас и сопругот ги конзумирам. Да не работат на нашата. Знам дека сигурно не би си ја прочитала да му ја земам сликовницата што му ја дале на Мартин, ама пакетчето и така. Мама и тато да го провериме дали е се, да не е нешто се изминат рок. Дали се навистина сладки во пакетчето. Да ги погледнаме на Викторија сега фотографиите, бидејќи немаме уште многу време, 10 часот и 22 минути. Викторија ќе ја зачува својата приватност. Не прати фотографија. Приватноста на Викторија е само на Викторија и почитуваме, бидејќи ете поинаку сакавте да се представите, но ја прифативте нашата покана и ни присуствувавте во Здраво Македонија, а секако можеби за 5-10 години од сега ќе зборуваме повеќе за приватноста, кога ќе направите промени кои како ни ги ветивте и треба да се случат во 2026. Ви благодарам. Тогаш ќе прашаме Викторија, кои треба карактеристики да ги има еден иден политичар според вас или кои
кои особини треба да Дали ги можеме јас и поседуваат? Бисера да се вклучиме во политика? Се шегувам. Не, Јас може и ние, сметам дека- зашто нас не пропуштате? Секој треба да го даде својот придонес, бидејќи ценам дека луѓето не се толку запознаени, дека секојдневните нивни активности и секојдневното живење практично зависи од одлуките на политичарите. Она што јас сметам дека секој политичар треба да го поседува, за да истрае, треба пред се да биде смирен, истраен во процесот, бидејќи вие секојдневно се соочувате со предизвици, предизвиците можат да бидат и повеќе во текот на денот и секако лојалност. Така, најбитна Тоа е е. лојалноста. Доста битно. Така. Ви благодарам многу на гостувањето, на одвоеното време и на тоа што ни ја разубавивте. Здраво Македонија овој петок, како и секогаш. Бисера, мислам дека имавме одлична емисија и денес. Така. Време е за спот. Градот го споменавме како инспирација. Градот и на Дина Јашари така како инспирација. Останете со нас.